Samsung Electronics официјално ја започна продажбата на својата најнова линија на апарати за домакинство за 2025 година, ставајќи акцент на вештачката интелигенција и енергетската ефикасност. Новите уреди се дизајнирани да понудат поврзано и интелигентно искуство во домот, со фокус на функционалност, естетика и заштеда на енергија. Меѓу новитетите се фрижидерите со AI технологија за хибридно ладење, како што е моделот RB6000 White BMF, кој користи SmartThings AI Energy Mode за заштеда до 15% енергија. Овие уреди се опремени со SpaceMax технологија за поголем капацитет и подобрена изолација, како и со функции за оптимално одржување на температурата и свежината на храната. Во категоријата на машини за перење, Samsung представи модели како VM8400 и VM7400, кои користат вештачка интелигенција за оптимизација на циклусите на перење, заштедувајќи до 40% енергија. Технологијата EcoBubble овозможува ефикасно перење во ладна вода, додека алгоритмите препознаваат навики на корисниците и предлагаат соодветни програми. Дополнително, Samsung го проширува концептот AI Home со интеграција на екрани на повеќе апарати, вклучувајќи 9-инчни AI Home екрани на беспок фрижидерите и 7-инчни екрани на машините за перење и дзидните рерни. Оваа иницијатива е дел од визијата екрани на секаде, која има за цел да обезбеди поинтерактивно и поврзано домашно искуство. Научници предупредуваат дека прекумерната употреба на ChatGPT може да доведе до зависност, особено кај напредните корисници. Студијата покажува дека луѓето се повеќе се потпираат на четботот за решавање на секојдневни проблеми, од технички прашања до емоционални совети. ChatGPT, развиен од OpenAI, е дизајниран да комуницира природно и да помага со различни задачи. Меѓутоа, неговата способност да имитира човечки разговор и да нуди емпатични одговори може да создаде илузија на блискост, што води до прекумерна употреба. Корисниците често го консултираат ChatGPT за широк спектар на теми, вклучувајќи здравствени совети, љубовни проблеми и професионални дилеми. Некои дури и воспоставуваат рутински интеракции, како што се поздрави наутро и навечер, што укажува на зголемена емоционална зависност. Експертите советуваат умерена употреба на ChatGPT и препорачуваат одржување на баланс помеѓу дигиталната и реалната комуникација. Важно е корисниците да бидат свесни за потенцијалните ризици и да ги користат алатките на вештачката интелигенција како поддршка, а не како замена за човечка интеракција.